Благодарам. Почитуван началник на Генералштабот, почитуван заменик, почитувани генерали, почитуван државен секретар, почитувани војници, почитувани медиуми, почитувани пријатели, драги гости. Често зборуваме за инвестирање во одбраната, за модернизација, за опремување, за реконструкција на објекти, за инфраструктура во армијата. Но денеска овде во касарната Алексо Демиевски Бауман во Велес, гледајќи ги новите професионални војници, новата енергија, јас гледам во најважниот ресурс. Го гледам пулсот на нашата одбрана. Секогаш кога ќе ја видам оваа слика на нови, млади лица, кои облекли униформата на армијата, кои одбрале својата работна кариера да ја посветат во служба на своите граѓани, на својата држава, ме прави особено горд и посебно ме радува. Затоа ми представува голема чест да ви се обратам денеска на овој многу важен ден во вашиот живот. Почитувани професионални војници, денеска ја изговоривте заклетвата, ги изговоривте зборовите кои исто како и линденците и партизаните се законавте на една света обврска, дека ќе ја чувате и заштитите Македонија и сите наши сограѓани. Со давањето на свечената заклетва вие направивте суштински исчекор во вашите животи. Тоа не се само зборови, туку ветување кој ве поврзува со народот, со татковината, дека токму вие ќе бидете штитот на државата. Чувството за должност е искрено и затоа имате чест да бидете дел од институција која во суштина представува едно големо армијско семејство. Добре дојдовте и честитки на свечената дадена заклетва. Почитувани, армијата е една обединета сила и да се биде дел од неа значи посветеност, лојалност, одлучност и севкупна подготвеност. Институција во која владее заедништво, меѓусебна поддршка, институција во која нејзините припадници се секогаш исправени пред сите предизвици, институција во која сите вие сте едно. Токму и такви треба да бидете препознаени од нашите сограѓани. Униформата што ја носите е символ на вашата професија и затоа следете го примерот на вашите постари колеги. Учете од нив. Продолжете да го негувате и чувате угледот на армијата и да бидете предпознатливи како лица кои се пример за сите останати. Верувам дека со целосна доверба влегувате во институција која исто така верува во вас, но и очекува од вас. Очекува вашите вредности и професионализам да ги надвладеат предизвиците на денешницата. Очекува ваш брз одговор кога треба да се помогне за време на природни непогоди или кога треба гордо да застанете рамо до рамо со нашите сојузници. Затоа држете се црсто до вашата професионалност. Кога притисокот е голем, потпрете се на вашата обука. Кога ќе се соочите со предизвици, потпрете се на вашиот интегритет. Вие дадовте ветување, заклетва, но сакам јас да дадам ветување кон вас, затоа што лојалноста и довербата е обострана. Заедно со Генералштабот продолжуваме заедно да работиме на подобрување на правата и условите за работа, со една цел – мотивирана и професионална армија. На самиот крај од моето обраќање, сакам да упатам благодарност до членовите на вашите семејства, затоа што тие се ваша силна поддршка и сакам да им порачам дека се заслужни за вашите квалитети и вредности. Нека бидат горди на сите вас. Почитувани, пак ќе повторам, бидете горди кон вашите синови и ќерки, браќа и сестри, бидејќи навистина ја прават горда државата. Уште еднаш сакам на сите од срце да ви честитам. Да живее армијата! Да живее! Да живее Македонија! Да живее! Да сме живи и здрави сите.